И во следниве минути е вистинско време да се посветиме на темата која што ви споменав уште на самиот почеток на нашата препладневна емисија. Споменав дека ќе разговараме околу Пелагонискиот плански регион, плановите и идеите за развој на овој дел од нашата земја. А на оваа тема ќе разговараме тук со Емилија Георска, раководител на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Пред се добар ден и добре ни дојдовте. Добре ве најдов и поздрав до сите ваши гледачи. Благодарам за одвоеното време и за учеството во нашата емисија. Ќе имаме можност малку подетално да се запознаеме со Пелагонискиот плански регион. Еве, на самиот почеток може ли да ни објасните, Република Македонија согласно европските промени го ради систем на рамномерен регионален развој. Како е поставена структурите и кои се основните начала утврдени со законот? Точно така, колку сме поблиску до Европската Унија, се разбира и начинот на кој што функционира нашето општество ќе биде се послично, барем тоа е интенцијата. Во 2007 година се донесе законот за рамномерен регионален развој, со кој што Македонија е на некој начин поделена на 8 региони. Еден од нив е и Пелагонискиот. Овие региони не представуваат политички единици, тие се всушност функционални статистички единици кои што имаат една основна цел, а тоа е развој. Законот во својата суштина всушност сака да ги намали диспаритетите меѓу регионите. Односно има една скала на која што Скопскиот е најразвиен, Пелагонискиот е на трето место, да тој процент меѓу нив, различноста се нивелира колку што е можно повеќе. За тоа се задолжени две структури на регионално ниво, тоа е Советот за развој на регионот, кој што практично е составен од сите градоначалници кои се на општини во тоа подрачје и на некој начин е тоа политичко тело кое што ги носи одлуките, додека пак Центарот е извршно тело и извршува експертски задачи, специфични задачи, кои што секогаш значат имплементација на тие одлуки, меѓутоа и најважното од се, Центарот го програмира развојот на регионот, односно креира 5-годишна програма за развој и истата потоа ја реализира со домашни и со странски средства. Еве споменавме дека вие сте раководител на Пелагонискиот плански регион, може на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, може ли да ни откриете по што се разликува токму овој регион од останатите? Па би рекла по се. Боите на Пелагонија се можеби најбогатите во колорит, во нијанса и нашето лого всушност представува виножица од 9 нишки, 9 општини. Значи, во Пелагонискиот регион имаме два национални паркови, Пелистар Галичица, Преспанското езеро, да не зборувам за она што значи автентичност на Битола, Крушево, Прилеп, сите природни карактеристики, меѓутоа и се она што значи традиција, историја, култура. Се разбира гледано од аспект на можностите за развој, тука е индустријата, тука е најголемиот производител на електрична енергија во Република Македонија, без кој што другите региони не можат. Значи, има навистина многу предности кои што можат да се стават во функција на развој, да се искористат и на некој начин да успееме да добиеме еден брендиран регион. Сепак да ги задржиме спецификите на секоја општина поединечно, меѓутоа да успееме и да го спаковаме и продадеме регионот како еден цел туристички производ. Може ли да откриеме кои се општини се дел од овој Пелагониски плански регион? Да, значи тоа е Битола како најголема општина и центар на регионот, потоа Прилеп, Ресен, Крушево, Демирхицар, Долнени, Могила, Новаци и Кривогаштани. Мислам дека ги споменав сите 9. Значи, на тоа се 240.000 жители во тој југозападен дел, нели ние граничиме со југозападниот регион кон Охрид кој што продолжува нагоре кон Тетово. Може ли, споминавте дека Центарот работи според напред утврдена програма. Може ли да ги кажеме главните нишки на оваа програма, активности кои што ги спроведувате? Програмата секогаш го отсликува она што го имаме како потенцијал и врз основа на тоа разработува конкретни активности, приоритети на кои што треба да се работи. Значи, генерално ние сме детектирале 4, тоа се разбира економскиот развој, заштитата на животната средина, исто така, развојот, односно вложувањето во социјалната сфера, тука пред се инвестирањето во човечките ресурси и се разбира културата и спортот како неодменлив белег на нашиот регион. Сите овие приоритети се понатаму детално разработени во активности кои што
со една одобрена листа на годишни приоритети се разработуваат во проекти кои се аплицираат до Бирото за регионален развој, значи еднаш годишно, бидејќи владата по дефолт средства распоредува за рамномерен регионален развој, но ние не ги добиваме веднаш, напротив се надпреваруваме за нив. Значи од 20 проекти кои што ќе доставиме, не значи дека сите ќе ги одобрат и дека сите ќе ги финансираат. Затоа се трудиме може би да го совладаме најосновниот предизвик, бидејќи ова е сепак почеток на регионалниот развој, да 9 градоначалници се договорат што е регионален, а што е локален проект и тоа да понатаму оди на барање за финансии. Значи се прави една мотивација помеѓу вас за да се докажувате да се надпреварувате. Вистина интересно. Може ли да ни откриете, препоставам дека кога веќе говориме за развој на регионите, исто така гледате секоја општина во еден регион еднакво да се развива? Знаете како, не би го искористила зборот еднакво, тоа се сепак различни општини. Има општини кои што се со рурален центар, општини кои што се многу поголеми, многу концентрирани во градот, а со малку населени рурални места. Може би не еднакво, но она што е приоритет и за самите градоначалници, но и она што би рекла е готово да се даде за понатамошна надградба, за понатамошен развој. Така. Работиме и на креирање на техничка документација. Знаете, ИПА програмата финансира проекти од инфраструктурата, меѓутоа ако немате готова техничка документација, вие практично сте парализирани, не може да аплицирате. Значи се трудиме и во таа предфаза на општините да им излеземе во пресред, за понатаму на останатите повици за финансирање кои што се странски, да се подготвени и веднаш да можат да конкурираат за некаква поддршка. Дали ова значи дека на некој начин имате однапред утврдени принципи и правила на комуникација помеѓу општините или општините со вас, со центарот? Всушност тоа е и нашата, би рекла, дневна работа, координација и иницирање на меѓуопштинска и регионална соработка. Значи во битот на функционирањето на центарот е да секој дневно прибира податоци од сите општини, ги комуницира меѓу сите нив и на крајот од денот да имаме една јасна слика, јасна представа за тоа што би требало да правиме во иднина и што ќе го отслика регионот најдобро. Во овој момент воите родата фотографија, препоставам од некои ваши средби, може ли да посочиме дел од оние активности што и ве вас ви паѓаат во моментов? Да, во моментот гледаме фотографии од свеченото отварање на центарот. Да нагласам, тоа се случи пред многу малко време, беше во месец мај. Ова се промотивните денови на регионите кои што се случува овде во Скопје. Пелагонискиот беше прв кој што се презентираше и тука се извинувам, имавме можност да видиме повеќе групи од различни општини. Да, не е проблем. Гледачите ќе продолжат со разгледување на овие фотографии. Верувам дека тука ќе имаме и фотографии од некои други активности што сте ги организирале во самиот Пелагониски регион. Веќе кога зборуваме за Пелагонискиот регион, би сакала малку акцент да ставиме на самиот центар кој што вие го водите. Значи, на кои принципи тој функционира? На напред одредени правила, препоставам дека има. Да, само уште да појаснам, ова што во моментот го гледаме се представници, односно европратенички во Европскиот парламент. Ние како центар учествувавме на првата конференција на лидери на регионалниот развој од Западен Балкан. Мощна интересна средба, таму всушност се позиционираат основните насоки како по 2013, значи по таа перспектива буџетот на Европската унија 2007-2013. Ова е исто од проектот Пакување без загадување, мощно интересен проект. Постои закон во јануари кој што го донесе Министерството за животна средина со кој што точно се прецизира како со отпадот кој што може да се рециклира. Во Пелагонискиот регион дојдовме на идеја да сме меѓу првите кои што ќе го имплементираме и да се обидеме сите заедно регионално да основиме предпријатие кое што ќе се грижи за оваа работа. И еден ден Пелагонискиот регион ќе биде баш како што и заслужува, зелен со чиста, здрава животна средина. Последните фотографии се од последната посета во Франција, регионот Долна Нормандија. Успеавме да се договориме да работиме заедно со овој мощен, богат и развиен регион, веќе 30 на години постои, во полето на културата, бидејќи тоа е наша силна страна, ќе развиваме стратегија за регионална културна политика, која што третата година ќе заврши со размена на конкретни настани од едната и другата земја.